Ви спомнав дека ромскиот менталитет ја сака музиката. Нели така? Го сака пеењето. Тој дар е посебно истакнат тамо. Но пеењето и музиката се многу присутни на страниците на Светото писмо и во страниците на духот на пророштвото. Одам се на тако увод, ке видите зошто и која порака сакам да ја поделам заедно со вас. Местото и улогата на песната во планот на спасението е голема. Еве само ќе спомнам неколку дефиниции што Библијата, односно духот на пророштвото ги кажува за самата песна и за самата музика и да видите каква улога има песната и музиката во планот на спасението. Вие знаете дека песната и обожавањето е дел од небесното богослужение. Кога читаме Откривение 4 и 5 глава, што приметуваме таму? Имаме прилика да влеземе горе во небото и да гледаме како се обавува едно богослужение. И кажете ми, кое место го има песната во тоа богослужение? Големо, огромно. Понатаму, слободно на основа на Библијата и духот на пророштвото може да кажеме дека со песната ги искажуваме своите најдлабоки чувства што ги имаме. Понекогаш со зборови не можеш да кажеш, ама преку песната ги искажуваш своите најдобри чувства. Еден теолог во една прилика кажал, песната и музиката се крвта на свемирот. Она што е крвта за нас, во нашиот живот телесен, тоа е крвта во, нели така, животот едноставно на самото небо. Духот на пророштвото во Евангелизам 496 страна ќе каже, тоа е средство за спасување на душите. Карика што не врзува со Бога. Успешно средство за борба против непријателот. 377 страна Евангелизам. Тоа се мисли од духот на пророштвото. И уште две работи. Вели, музиката е лек против разочарување. И уште една работа, музиката, ево Евангелизам на страна број 500, вели, таа го чува христијанското искуство. Да, таа го чува христијанското искуство. И имајќи го ова во вид, историјата на Божиот народ во Стариот Завет, а тој еврејскиот, е исполнета со песни. На многу места во Стариот Завет ќе најдете извештаи за прославување на Господа. И би сакал да ви спомнам дека еврејскиот народ, во историјата на еврејскиот народ, Божиот народ во Стариот Завет, 10 песни, ќе ги спомнам една по една, ги има сите запишани во Стариот Завет. 10 песни завземаат посебно место. 10 песни. Слушате ме добро. 9 се отпеани. Едната уште не е отпеана. Таа тек треба да биде отпеана. Имаме строфи и рефрени од таа песна на повеќе места во Светото писмо. Ако станеме верни до крај, нели така, како што и ангелот Господов испомна на пророкот на последното време, нели, ако останеш верна до крај, и ти ќе се најдеш тука. Ние ако станеме верни до крај, таа песна ќе ја пееме, таа е 10-та. Но ќе ги спомнам тие 9, а за 9-та ние денеска ќе зборуваме. Ќе видите кои работи ќе ги споменеме. Теологијата ги познава, значи овие 9 песни, значи Библијата за тоа ги спомнува. Еве сакам да ги спомнам, за некој може прв пат ќе слушнеме, за повеќето верувам ги знаеме. Првата песна запишана на страниците на Светото писмо, која што се однесува на нашата планета Земја. Знаете ли кој е отпел? Првиот човек на земјата. Адам. Таа во теологијата е позната како Адамова песна. А зборови за неја ќе најдете во Псалам 92 од 1 до 5 стих. Можете, сега поради времето само ги споменувам, а дома вие малку изражете, Мојсија, нели така, го напишал тој псалам, но тие зборови ги пеел Адам, во теологијата тоа е познато, ги пеел затоа што тоа изразил благодарност на Господа што го создал, како таков и го славил Господа со таа песна. И евреите таа песна посебно едноставно ја цена, тие 4-5 стиха од 92-иот псалам. Втората песна во Стариот Завет, одам рафално, затоа што ќе застанем на 9-та, ќе збориме, има доста што да се каже, е песната на Марија, Мариина песна, вие знаете. Втора книга Мојсеева, 15 глава. Господ дава големо искуство кога го изведува својот народ од Египет. После 10 чуда што ги прави, после 10 рунди на борба, што ги имал Бог со египетскиот фараон, каде што победува, Господ го отвора Црвеното море да поминува неговиот народ и како знак на благодарност што Господ направил за нив, Марија ја пее таа песна, втора книга Мојсеева, 15 глава. Понатаму, ние знаеме како оди Божиот народ понатаму према хананската земја, а духот на пророштвото вели тоа е патот што ние ќе годиме према небото, се соочува со некои проблеми. Со такви проблеми, ова е третата песна, се соочува каде што немале вода. Се сеќавате?
неколку места немале вода. И вапеле кон Господа. И Господ им дал вода. И како знак на благодарност тие пеат таа трета песна, запишана во 4 книга Мојсеева, 21 глава, 16 до 18. Да, евреите ова ги пеат тие песни. 4 Мојсеева, 21 глава, 16 до 18. Тоа беше третата песна во Стариот Завет. Понатаму, доаѓаме до крајот на животот еден голем пророк во Стариот Завет, тој е пророкот Мојсей. Нели така? Јас имам обичај да кажам, и затоа и читавме библиската полука, ако Јов бил најголемиот човек на исток, ако едноставно Соломон бил најмудриот човек во историјата на човештвото, ако Самсон бил најсилниот човек, ако Давид бил човек по срцето Боже, Мојсей бил човек кој што бил најкроток на планетата Земја, така вели библискиот извештај за него. И тој го водил Божиот народ. Во еден момент малце покажал една недоверба, вие знаете, и поради тоа не влегол во Ханаанската земја. Но сепак знаеме каде денеска се наоѓа, и тој напишал една песна, 4 поред, 5 книга Мојсеева, 32 глава. Како родител, како старател, им се обраќа на народот да се сетат како Господ што? Како Господ ги водел. Како Господ ги водел, 32 глава, 5 книга Мојсеева. Одиме понатаму. Следниот човек кој што се појавува на историјата на Божиот народ е Исус Навин, кој што го води Божиот народ како што и Мојсија претходно го водел. И петата песна од пеана е запишана во книгата на Исус Навин, 10 глава, 12 до 15, кога тој војува со еден непријател и каде што има опасност да едноставно се стемнува, а да не ја заврши работата. И во еден момент што вели на сонцето? Застани, додека не ја завршам својата работа. И навистина, сонцето застанало, додека едноставно Исус Навин не ја заврши својата работа. И тој, како знак на благодарност, ја пее таа песна во 10 глава, 12 до 15. Одиме понатаму. Одиме во книгата за судиите. Но нема да споменеме судија, него судијка, затоа што таа е единствена од таков вид. Нели, во книгата за судиите, тоа е Девора, која што имала големо искуство заедно со Варак, се сеќавате, во 4 глава судиите, од 4 стих до 5 глава, 31 стих, каде што имала големо искуство, го победила непријателот и како знак на благодарност ја пеа таа позната песна, песната на Девора, 6 поред во историјата на Божиот народ. Понатаму, библиската историја не запознава со една многу понизна жена, која што била предмет на презир од една друга жена, затоа што не можела да роди. Тоа е Ана, мајката на Самуило. Вие знаете, и таа направила завет со Господа. Господе, ако ти ми дадеш син, ќе го посветам на тебе. И Господ ја услишува таа молитва и како благодарност за тоа, Ана ја пее таа песна запишана во 1 Самуилова, 2 глава, од 1 до 10 стих. Благодарност за услишена молитва. 7 песна запишана во Стариот Завет. 8 песна ја пее човекот кој што покрај Мојсей и Аврам веројатно е најмаркантната личност во историјата на Божиот народ. Тоа е царот Давид. Имав скоро предавање, значи во Импексал тука за личноста на Давид, и навистина Давид е своеврстна легенда, човек кој што навистина има за него многу напишано. Вие знаете, многу личности се споменуваат во Библијата. Некои ни имја не им се запишано, некои само реченица 2, а за него имате преку 50 на глави во Стариот Завет запишано за Давид. И не само тоа, добриот глас продолжи понатаму, и во Новиот Завет за него пишува. И оно што за мене беше откровение е тоа што Новиот Завет започнува со Давид. После Исус Христос, читајте во Матеј, племето на Исуса Христа, ама кој следен лично се споменува после Исус Христос во Новиот Завет? Давид! Како завршува Библијата Новиот Завет? Приметете кој е последна библиска личност? Давид. Род Давидов, нели така во Откривение? Баш така. Давид. И тој пее своја песна на благодарност во 2 Самуилова 22 глава, затоа што Бог му дал победа над своите непријатели. Тоа е 8 песна, запишана во историјата на Божиот народ. 10-та, рековме уште не отпеана, ќе се пее на крајот, сите нешто ќе се удостојат да ја пеат, но нам денеска не останува да ја проучуваме 9-та. По мене и по мноштво други теолози, нели така, најубава песна. Песната над песните. Па и затоа се вика песна над песните, зашто е најубава. Песната над песните. Изврсно ремек дело, кое што во текот на историјата, нели така, наишли на разни контраверзии за тоа
дали требало да биде во канонот на Светото писмо или не, но сепак ние ќе проучиме од тој аспект зашто и ставена во канонот на Библијата и само еден детал, еден момент, 6 стиха само ќе бидат посебен предмет за нашето проучување денеска, но ова место што мене секош, пред се како верник, а камоли како проповедник ме стават во размислување. Да, вие знаете главни протагонисти, кои што се опишани тука во книгата на Песна над песните се двајца личности. Еден младич, цар по име Соломон, вие знаете, и една од друга страна е саканата пастирица Сунамка, која што доаѓа од целото Сунам, каде што се предпоставувало, каде што доаѓале најубавите девојки. Извештаите велат тоа била личност која што дефинитивно го освоила срцето на царот Соломон. Дозволете малку нешто да кажам за ова, пред да одиме на она духовна порака. Мене многу ми е важна духовната порака. Ако мислите дека само за песни ќе збориме, или ако може би мислите само за романтика ќе зборуваме денеска на ова место, ќе видите, ќе зборуваме за многу сериозни и озбилни работи за времето во кое што живееме и за нашата духовност преку оваа тема. Ќе видите кои длабоки духовни пораки има во оваа тема што ќе проучуваме во овие неколку минути што се пред нас. Но ајде прво за Соломон и Сунамка малце да збориме, за да направиме добар увод на ова што сакам да го кажам. Знаете ли често прашање кој е помеѓу младите? Како се запознавте? Каде се запознавте? Нели, кога влегуваат, се запознали или кога влегуваат во брак? Се поставува прашање како се запознал Соломон со Сунамка? Царот Соломон со ова пастирица Сунамка. Извештаите вела дека додека Соломон патувал низ своето царство, стигнал во северните подрежја и тука, на едно место, испечено од силното сонце, Соломон ја запознава Сунамка. Спрем извештајот во Песна над песните 1 глава 6 стих приметуваме дека Сунамка работела во своето лозие. А царот Соломон беше последно привлечен од личноста на Сунамка не по надворешноста. Ја пазете, една личност која повеќе време ќе биде изложена на сонце, значи цел ден тука физички можеби нема нешто посебно да бидеш привлечен од таква личност. Меѓутоа нешто приметил Соломон кај Сунамка што срцето му го освоило. Знаете што беше интересно, што толку многу интересно овој настан. Соломон бил цар, имал авторитет, имали многу жени. Може да употреби сила и снага, но не сакал така. Сакал на некој начин со љубов да ја привлече Сунамка. И затоа Соломон решил да не го користи својот царски авторитет. Тој направил нешто друго. Одлучил да се пресоблече, да ја стимне царската облека и да се облече како пастир. И сакал срцето на оваа девојка да го освои со љубов, а не со сила. И тој полека ја градел својата љубовна врска. Сушно Соломон тука опишува својата авантура према Сунамка. Но, зошто ова сето земено и зошто ова книга влегла во канонот на Библијата? Од причина што, вие знаете, во Библијата Исус е представен како младоженец, а црквата Божија е представена како невеста. И во ова ситуација, во овој пример, Соломон на некој начин е тип или слика на Исуса Христа како младоженец, а Сунамка е тип или слика на црквата Божја, која што едноставно треба да го отвори своето срце за својот Господ. И што се случува понатаму? Конечно Соломон се открива на Сунамка. Тој трга својата пастирска облека, ја облекува својата царска облека и кратко време после тоа се венчаваат. Можеме да замислиме како свадба направил Соломон? Не штедел пари сигурно за својата свадба. Теолозите сметаат дека во 3 глава е опишана свадбената атмосфера со некои стихови, во 4 глава е опишана венчавката помеѓу Соломон и Сунамка, а во 5 глава опишан е почетокот на бракот помеѓу Соломон и Сунамка. Сега тука прекинува романтиката, сега одиме на овој духовен дел, ќе видите зашто би сакал во остатокот на времето да го поминеме. Завршила свадбата, завршило венчавањето претходно, свадбата, почнал бракот. И за жал, како што е тоа случај во повеќите бракови, и во овој брак се појавила криза и сериозни проблеми. Претел опасност да и овој брак да пропадне, а причината била што љубовта меѓу овие двајца, кои што биле неразделни претходно, почела полека што? Да се гаси.
И еве сега затоа сакам да ги читам тие текстови што ќе бидат предмет на нашето проучување. Отворете заедно со мене книгата на Песна над песните. Сакам да ги прочитаме 6 стиха, 4-5 од нив, значи од 5 глава, од првиот стих. Еве што вели. Еве Библијата што вели, 5 глава од 1 до 6 стих. Додека ова го читам, имајте во вид, значи Соломон, значи младоженец, Сунамка, невеста, црква Божја. Возлюбениот дојдо во градината своја, сестричке, невесто, ја обрав смирната моја и мирисите мои, ги јадев медените питки со мојот мед, го пие виното со моето млеко. Јадете, пријатели, пијте и наситете се, мили мои. Возлюбената, спијам, памтете го овој збор, спијам, но срцето моје е будно. Ете го гласот на мојот возлюбен кој чука. Сигурно ова ве потсеќа на нешто. Отвори ми, сестро моја, гулабице моја, совршена моја, зашто главата моја е целата со роса покриена и косата моја со ноќна влага. И сега слушате што вели третиот стих. Го соблеков хитенот свој, пак ли да го облекувам? Сум ги измила нозете своји, како да ги валкам? 5 и 6 стих. Станав да му отворам на мојот возлюбен. Од рацете ми капеше смирна, од прците мои пријатен мирис на смирна врз дршката од кучалката. И еве трагедијата, 6 стих. Му отворив на мојот возлюбен. А мојот возлюбен си беше отишол. Душата ми премре, додека тој говореше. Го барав, но не го најдов. Го викав, но тој не ми се јавуваше. За кого станува збор тука? За двајца кои што едноставно не може да живеат еден без друг. За двајца кои што биле толку заљубени еден према друг. А сега немаат време еден за друг. Пак ја повторам, земете ја таа слика, Исус, младоженецот, невестата, црквата. Овие стихови не се убави, не се мили. Тука нема радост, нема средба, не дошла до средба. Тука постои криза. Криза постои. И моето прашање секојаш ќе направам паралела. Зошто мора да дојде до криза во мојата конекција со Господа? Зошто мора да дојде до прекин на мојот однос со Господа? Каде е причината? Каде е проблемот? Кај младоженецот? Кај Господа? Па тој дошол. Дошол, ама на што наишол? На врата. Секако не. Библискиот текст јасно вели, тој дошол, сакал да помине пријатно време со својата невеста. Денеска Исус во саботниот ден, драги мои браќи и сестри, со тебе и со мене, и како црква, како невеста заедно, сака да помине време. Дозволете ми во положение да спомнам 4-5 работи, зошто Исус, како младоженец, доаѓа и сака да се сретне со нас. Прва работа. Господ сака да се сретне со тебе и со мене, затоа што едноставно не сака. Затоа што те сака. Затоа што ме сака. Затоа што сите нас не сака. Еремија ќе каже, од секојаш ми се јавуваше Господ и ми кажуваше, те љубам со вечна љубов. И затоа ти укажувам љубов. Нели така? Што може едно човечко грешно срце да го промени? Само љубовта, ништо друго. Само љубовта тоа може да го промени. А кој изворот на љубовта? Бог. И затоа Божјето присуство во нашите домови, во нашите цркви, во нашите семејства, може едноставно да направи да се чувствуваме поблиски до Господа. Ке ви кажеме на работа, вие ќе се согласите сигурно што сте родители. Додека не бев родител, ви знаете, јас тука дојдов во црквата уште како младич, 17-18 години, сега не сме да кажам колку години веќе имам. Другачие го гледав Господа, а сега другачие како родител. Ова ми поткрена брат Борче, вика, бе, син ти, викај, те поминал? Да, вика, ме поминал, што да правам? Еве, така го гледам веќе. Како ти е раста, така ние едноставно одиме, нели, доле. Другачие човек го гледа Господа како младич, а другачие како родител. А овие збори се родителски. Знаете, родителот сака децата покрај него да бидат. Знаете. Може би тоа на детето ќе каже, што уште сега, татко, тука, може да ме контролира. Јас сум возрастен, сакам сам. Не, татко е тоа. Тоа е татко. Татко сака да биде покрај своите. И само тој знае кога тие не се со него,
Кога не се покрај него, колку едноставно му не стасуваат. И затоа Бог вели, јас сакам да дојдам. Не ми ја затвора вратата. Сакам во сабота со вас да бидам. Сакам преку деновите во седмица да бидам со вас. Сакам наутро да го почнеш денот со тебе. Навечер да поминеме време во заедница со вас. Вие сте мои деца. Во дланките ве запишав. Кога гледам моите раце, се сеќам на вас. Такове нешто е Татко Небесен. Тој сака. Понатаму, зошто сака? Втора работа. Одиме рафално, има доста работи. Господ сака да не поучи во какво време живееме. Затоа тој сака да се сретне со нас. Ке ви кажам, браќи и сестри, вие знаете, само од минатата сабота до сега, знаете ли колку знаци се исполниле за крајот на Христовото, за враќањето Христово на земјата? Многу знаци се случиле. Многу. Да. Се случуваат ненормални работи. Не е нормални. Еве еден немилнасен случило минатата седмица кај нас, таму вие знаете за Хамди Байрам, нели, и на телевизија и пратеник, му починала внука, нели така? Внук 8 години. И тоа од шекер. 8 години. А неговата мајка на Хамди, кога слушна, во истиот ден и таа почина. Да, еве тоа сега, пред неколку дена, нема 6-7 дена, колку се случи тоа. Да. Тоа е еден пример, само сакав да го спомнам, што се случува. И Господ сака да дојде со нас да ни каже, деца мои, прво ве сакам, затоа сум со вас. Второ, тука сум да ви кажам во кое тоа време ние живееме. Да бидеме свесни, да се подготвиме за тоа. Трета работа, одиме понатаму. Зошто Господ сака да се сретне со нас? Зошто младоженецот сака со невеста да биде заедно? Да ни даде сила да издржиме. Сила ни е потребна, браќи и сестри, ако сакаме да издржиме ова време што е пред нас. Ова време е ненормално. И ненормални работи ќе се случуваат. И само Божја сила што ќе ни даде Господ, ќе ни помогне да издржиме. Клифорд Голштайн, евреј, наш брат, теолог, по една прилика ќе каже во својата книга, она што нам, како адвентисти, ни е неопходно потребно, е искуство со Господа, што ќе не способи за две работи. Прва работа, да го издржиме решетањето што ќе се случи внатре во црквата, кој што вели духот на проштвото, и да го издржиме прогонството што ќе дојде надвор од црквата. Нам ни е потребно искуство што ќе не задржи да бидеме имуни, да кажам, од сите напади од надвор и од сите напади од внатре. Тоа е трета работа. Зашто Господ сака да се сретне со нас? Младоженецот, зашто доаѓа кај невестата? И четврта работа, младоженецот доаѓа уште еднаш да не мотивира да работиме за овој свет кој што сигурно пробаѓа. Затоа сака да се сретне со нас. Све ќе пропаден ден. Све. Јас сега и велам, значи и таму и на состаноци кога сме, значи и со проповедници кога сме, значи и на верниците во Шуторизари, прекрасно да имаме молитвени домови и ќе ги реновираме и правиме све. Но ако имаме реновирани молитвени домови, а таму немаме луѓе, што вреди? Од друга страна. Треба и ова. Значи, ние сме повикани за овие луѓе, све ќе пропадне на ден. Само они што се обратени ќе останат. А кој ќе ги обрати? Кој ќе им каже? Браќи и сестри, кој ќе донесе луѓе во нашата црква? Тоа сме го кажал сега и во Влаје, кога бе во сабота, ова што помина сега. Кој ќе ни ги донесе луѓето во нашата црква? Православна црква? Протестантската црква? Кој? Ние сме повикани. Јас имам обичај да кажам, после крштевањето, секој од нас може одма на небо да оди. После крштевање, сите гревови се опростени, избришани, ако тогаш не се спремни за спасение, не знам кога. Па зашто, браќи и сестри, не доаѓа огнена кочија како Илија на свое време, да не земе одма горе на небо после крштевање? Зошто? Имаме работа. Има секој од нас работа. Духот на проштото јасно вели, како што секој од нас има свое место горе на небото, што Господ му го одредил. Господ на земјата дал секому од нас место каде што треба да работи. Прашај се, брати и сестро, кој е твоето место за работа? Таму каде што треба да работиш. Затоа Господ доаѓа. Но ајде сега да го ставиме младоженецот на страна. Одиме се во вториот последен дел да видиме што се случува со невестата. Што се случува со црквата Божија, која што е представена во Песна над песните 5 глава, посебно вториот стих, па и понатаму. Ајде вака да прашам, каде се наоѓа младоженецот? Пред врата, нели? А каде се наоѓа невестата? Внатре, ама каде? Легнала, се спремала што?
Да спие. Во пижами се наоѓа. Се надевам ќе ме разберете. Да. Така вели, спијам. Дали е стран овој поим на страниците на Светото писмо? Спијам. Во најважните моменти од Христовата активност на Исуса на земјата, вие знаете, кога требало да оди на Гециманија, кога бил тука и пред оди на Голгота, малата црква, сочинето од Петар, Јован и Јаков, каде се наоѓала? Од длабок сон. Исус морал да им каже, па добро, не можете 1 саат да бидете будни. На колку све места ќе не идеме во Стариот и во Новиот Завет на ова реченица? Таа се подготвува да спие. Таа е во пижами, нажалост. 8 свеска на сведоштвата, читам 24 страна. Видите со какви зборови на болка пророкот на последното време ги кажува зборови. Што да кажам со цел да го подигнам Божиот народ на остатокот? Што? Вели. Ми беа покажани страшните настани што престојат. Ѓаволот и неговите ангели ги подготвуваат сите своји снаги да навалат на Божиот народ. И вели, ѓаволот добро знае да ако само уште малку, вика, Божиот народ спие, ќе си ги осигура за себе, зашто нивното уништување ќе биде сигурно. Тој нешто знае, што ние како адвентисти што? Ништо не ми треба. Све имам. Све знам. Не. Бог сака да не стави во размислување. Што правиме со нашиот духовен живот? Понатаму, втора работа. Невестата е оддалечна од младоженецот. Тие не се блиски. Меѓу нив постои пречка, сериозна пречка. И приметете, кој преземе иницијатива? Бог. Кога Адам и Ева погрешиле, кој презел иницијатива? Бог. Адаме, каде си? Лука 19:10 што вика? Синот човечки дошол во сите незнабожачки религии. Луѓето се во потрага за своите божества. Приметите, и храмовите што се прават, и другите работи покажуваат дека луѓето се во потрага за Бога. Во Библијата сосема е друго. Бог е во потрага каде? На кого? На човекот. Да. Синот човечки дошол да го најде и спаси она што е изгубено. Младоженецот доаѓа. Младоженецот доаѓа. Тој тропа, тој повикува, тој моли. А што прави невестата? Се изговара. Па сега се облеко пижами, па нозите ги изми, па едноставно сега повторно ли, па ова, па она. Милиони изговори. Еден човек во една прилика рекол вака: кога некој сака ти помогне, тој ќе најде начин. Ако некој ќе сака едноставно да не сака ти помогне, ќе најде изговор. Така е? Да. Баш така е. И што прави? Да наоѓа начин да се сретне со младоженецот или наоѓа изговор? Наоѓа изговор. Нажалост. И видите понатаму што вели во книгата Духовни дарови, исто, Духот на прошлото, 45 страна, вели: ми беше покажана ниската духовна состојба во редовите на Божиот народ. И многу јасно, една реченица: Бог нив не ги оставил, тие го оставиле Бога и затоа постанале млаки. Го оставиле Бога. Не заборавите, Филаделфија во она пророчка панорама во Откривение. Што вели за Филаделфија таму? Остави пред тебе што? Отворена врата, нели така? Отворена и никој не може да ја затвори. Кога Бог отвора, кој ќе затвора? И кога Бог ќе затвора, кој ќе отвора после? Отворена врата. Но замислете сега, после Филаделфија доаѓа Лаодикеја, претходно отворена врата, а сега во Лаодикеја Исус е надвор од вратата. Што се случило? Едноставно, вратата била отворена. Трета работа, што ја учиме тука од невестата? Премногу и удобно. Да. И таа незина удобност преминала во равнодушност. Ја соблеков својата облека, како повторно да облечам, ги измив нозете своји, како повторно да ги изволкам. Со други зборови, немој да ме вознемируваш. Мене тука ми е што? Удобно. А кој на кого да го кажува? Саканата на саканиот. Она кој што не може да го замисли својот живот без него. И она што мене ми е врв од се тоа што го зборувам е следното, браќи и сестри. Да ве прашам само нешто. Каде се наоѓала невестата? Во чиј дом? Во чиј дом се наоѓала невестата? Во домот на младоженецот. Чиј дом?
Со кој друго име го викаме домот на младоженецот? Што е? Црквата Божја. Можно ли е тука во црквата Божја да не биде превеќе удобно, да не го слушаме гласот Божји и да излеземе од својата равнодушност и едноставно да заборавиме на својата духовност? Да, ова сум го пробувал на повеќе цркви. Толку отворено и силно, затоа што знам дека ова е наша и вистинска диагноза, мими решение, ако сакаме да дојдеме кај Господа. Дали ние како верници сме се навикнале да живееме во домот Господов, ама без Господарот? Знаете, да ги сакаме даровите од Господарот, ама дародавецот што? Да го некако што? Таму некаде по страна. Не. Господ сака едноставно да бидеме близко до Него. Сакам еден пример, се надам дека сте го слушнале, но сакам да го поделам заедно со вас, и еве, таман уште неколку минути до крајот на оваа тема. Многу одамна постоеше едно село, кој што беше сместено во едно карпесто место недалеко од морето. Може би сте го слушали ово искуство, сакам да го поделам со вас. И вели, кога би дошла некоја олуја, некоја временска непогода, а тоа често се случувало, бродовите кои тука поминувале, удирале во тие карпи и доживувале помали или поголеми трагедии. Жители до тоа село, кои што биле многу љубезни луѓе, би се спуштиле доле, дури до своето село, доле од своето село, до нив да ги излекуваат смрзнатите страдалници во вода. Ги умотувале во кепиња и ги носеле во селото во своите куќи. И тоа било навистина голема жртва што ја правеле за овие луѓе и трошеле доста од своето време тоа да го остварат. И конечно, некој предложил да тука близко до морето да направат една куќичка. Близко да бидат. Каде сега дури од село да се спуштат, па тоа време оди, може да и ќе умре некој дека дојдат. Па направат тука близко до морето и да куќичка, да ја опремат и кога ќе се случи таква трагедија, што? Веднаш да ги донесат тука и веднаш топло, веднаш кебе, веднаш едноставно прва помош и едноставно да биде решена ситуацијата. И на сите им се допадна предлогот. Вика, многу добри идеја, вика. Ајде тоа да го направиме, за да бидеме поефикасни, поделотворни во својата работа. И наскоро, селаните направиле тука, значи, таа куќа ја опремиле се и за кратко време, браќи и сестри, кога ја опремиле, ја направиле таа куќа. Полека, но сигурно. Куќата што ја направиле, што била првенствено направена за спасување на другите, поминала во клуб на дружење меѓу себе. Не доаѓале тука само да ги спасат оние кои што имале проблем, него си доаѓале тука, си играле своји друштвени игри, што не е лошо можда само по себе. Меѓутоа, што се случувало? Кога имало нека трагедија, не биле толку спремни да помогнат, затоа што тоа едноставно ја пореметувало нивната удобно што ја чувствувале во самата просторија. Дали понекош и нам, браќи и сестри, може да ни се случи тоа во живот? Да го заборавиме налогот што Исус ни го дал, да ја проповедаме решта Господова, да и ние оне менталитет, да го кажеме на Петар, нели, Јован и Јаков, го рекле, Господе, добро ние овде да бидеме, сеници. Ама вели, не, имате работа доле таму, а вие знаете, останате 9 ученици, дека овие тројца биле, не може да го лечат кого? Синот на оној човек кој што го донел кај нив. Зошто? Па имал мака човекот, сакал да го ицелат, а тие не можеле. Зошто? Поделе во своја сила и снага. Исус рече, таму вие работите, таму треба да работите. Ке дојде време кога ќе бидете и горе, како што Нелен Вајт ти спомна, ако останеш верна до крај. Но сега имате работа. Сега отворете го своето срце и едноставно бидете спремни на сето на што Господ ќе ни каже. Ајде да резимираме. Што се случува понатаму? Дошол младоженецот, вратата затворена, чукал тропа, како откривени, еве стојам на вратата и чукам, а жената невестата што? Се изговорила и завршил диалогот меѓу нив. И после одредено време жената што вели? Чекај бе да одам да отворам. И отишла. И што е случило? Станав да му отворам на мојот возлюбен. Му отворив, ама тој не беше таму. Душата ми премре, дојка тој говореше. Го барав, но не го најдов. Го викав, но не ми се јавувал. Насловот на ова тема, ако воопшто сакате да ставиме наслов на ова тема, гласи кога чукањето ќе престане. Има време кога чукањето што? Се слуша. Но има време кога чукањето и ќе престане.
сетив на една смешна ситуација, можда од една страна, овие, и знаете, од К15 имат по една ситуација, прават разни шеги, викат по една ситуација, вика, кога ќе дојдеш кај мене, викат, звони. Зошто? Чукањето не работело, вика. Звони, вика, зашто чукањето не работи. Да, Библијата, да, малце шеговито, али баш така, има време кога што? Чукањето работи, ама има време кога чукањето што? Нема да работи. Мислам, и само мислам на времето на милоста, кога вратата на небото ќе биде затворена и кога нема да има прилика никој друг едноставно да се најде по Царството Божие. И на крајот завршувам со едно прашање порака зите нас. Кога чукањето ќе престане? Одговарам на тоа последно прашање пред да отпееме завршната песна и да упатиме молитва на Господа. Кога? Прва работа, 2-3 работи, а сите се во едно, во еден пакет. Кога се играме со гревот. Брате мои, сестро моје, да бидеме далек од гревот. Гревот уништува. Гревот јаде. Гревот го зема својот данок. Гревот уништува. Да бегаме тоа. Самсон мислел едноставно дека тој е силен, не може нему ништо грева да му направи. Нели така? Тој може да каже си и се што. А сега во конференција се сетив, еден од говорниците спомнал, вика, многу скапо го чинило шишањето на Самсон, вика. И на вистина многу скапо го чинило тоа шишање него таму. Имаме еден бриц таму кај нас, нели така, не дотерува вака, значи, ама ова шишање него многу скапо го чинило. Да, си играл. И вели текстот, вие знаете во Судиите, вика, ќе одам како и претходно што сум одел, нели така? Ама не знаеше дека што? Духот Господов што? Остапил од него. Зошто? Па не слушал кога се чукало на неговата врата, на неговото срце. Мислел дека има време. И знаеме како завршил. Понатаму, кога чукањето ќе престане исто? Кога повеќе едноставно добро, кога ќе имаме некој омилен греф, исто, значи злопоклонство, вели Библијата. А најдобар пример за тоа ни е кога ковчегот на заветот беше земен од израелците, вие сеќавате, свештеникот Тилија, и знаете што се случи кога дошла вест, а вие знаете што значи кога ковчегот од заветот нема да биде во редовите на Божиот народ. Тој паднал од столце тука кога слушал ни што? И умрел. И жената се породила и кој име му дадоа на детето тука? И Хавот вика, славата отиде. Кога, добро кажен теолог, вика, Господе, Твојата присутност или Твојата отсутност за мене значат живот и смрт. Или живот или смрт, по зависно дали е Господ со нас. Да. И трета работа на крај, што сакам да ја кажам, кога едноставно чукањето ќе престане? Ако материјалното доаѓа на прво место, наместо духовното. Библиски пример за тоа. Исус дошол во едно место, се соочил со еден проблем, со еден човек, кој што бил обседнат со демони. Вие знаете, пишува за тоа во Евангелијата, Марко 5 глава 15 до 17. Легион, викал. Имал мноштво демони во него. И сега што е многу чудно, и тоа е човечка природа. Исус доаѓа и го излекува човекот. Така ли? И сега знаете што треба да се случи во тоа место? Празник. Ден на радост. Сите да го слават Господа, да кажат, фала ти Господа, тој човек не е, ако не ништо друго, од себични побуди, ако не ништо друго, од себични побуди да го фалат Исуса, затоа што веќе сега можат слободно да се движат, затоа што немале мир од овој човек. Вие знаете што пишува. Ланци, никакви ланци не држал во себе, ги кинал. А тие што велат? Отишле кај господарите, затоа што Исус тие нечисти духови од него ги префрлил каде? Свините. И отишле да останат кај кого? Говорите, дојди да видите што направил човек. Голема штета. Голема штета. Почнала да ги тронат 2000 пута колку една свиња таму, не знам, почнаа да рачунат. Колку пари не изгубивме? Така ли? Материјалното го издигнале на духовното. И што се случи? Дошле кај Исуса и најжалосниот извештај во Евангелијата, еден од најжалосните. Вика, Исусе, те молиме, бегај од нас. Тргни се, оди си од тука. А вратата за тебе што е? Свесно кажале чукањето за нас што? Да. И имам обичај да кажам, во таа прилика, ѓаволот и демоните направиле екскурзија. Од обседнатиот преминале кај свините, од кај свините преминале кај господарите од свините.
Да. Били обседнати сега кои, се прашува. Оние кои што едноставно требале да се радуваат затоа што им дошло и целување и дошла радост. Браќи и сестри, да го слушаме Божиот глас, да го слушаме Божиото тропање и да имаме отворено срце за Него. Како невеста Божја, што е опишана во Светото писмо, да ни биде мило присуството на нашиот младоженец, нашиот Исус Христос, кој го дал својот живот за нас. Амин.